Почитувани граѓани, почитувани медиуми. Парламентарното мнозинство, предводено од Социјалдемократскиот сојуз на Македонија, продолжува со спроведувањето на реформите што значат отварање на вратите на Европската Унија на Република Северна Македонија. Реформите во правосудството, владењето на правото и напредувањето на правата на граѓаните се наш приоритет. На вчерашната седница, како што веќе знаете, со двотретинско мнозинство беше усвоен пакетот реформски закони и тоа Законот за прекршоци, Законот за управни спорови и измените и дополнувањата на Законот за судовите, кои што всушност значат усогласување со европското законодавство, но исто така овозможуваат значително леснување на казнената политика, што е во интерес на граѓаните. Овие реформски закони се усвоени со широк консензус, што е огромна придобивка и од исклучително значење за нивната натамошна примена, бидејќи имплементацијата на овие закони е она што е суштинско. Со Законот за прекршоци се става крај на драконската казнена политика и ја воведуваме превенцијата наместо репресијата, а казните се намалуваат дури и до 75%. Казните за физичките лица ќе изнесуваат од 15 евра до максимални 250 евра, наместо досегашните максимални 1000 евра. Минималната глоба за малите фирми, според новиот закон, ќе биде 50 евра, а максималната 2000 евра, што е намалување за 2,5 пати во споредба со веќе сега стариот закон, кога максималната глоба изнесуваше 5000 евра и истата беше многу често изрекувана. Истовремено, овозможуваме и можност за изрекување на опомена, доколку прекршокот е сторен за прв пат и не е во судир со општиот јавен интерес. Законот за судови, кој доби позитивно мислење од Венецијанската комисија, овозможува спроведување на судските реформи кои беа најавени и кои се дел од стратегијата за реформи на правосудниот систем. Со новиот закон за управни спорови се прецизира постапката пред управниот суд, се зголемува транспарентноста и јавноста во постапките во управниот спор преку задолжителна јавна расправа во постапката, преку овозможување на задолжителност на спроведувањето на судските пресуди, но и она што е значајно, да, кога повтор пат ќе се најде решението пред управниот суд, тогаш управниот суд мериторно ќе одлучува. На овој начин овозможуваме ефикасна правна заштита на граѓаните во управниот спор, што е наша заложба. Почитувани, Социјалдемократскиот сојуз на Македонија преку владата и парламентарното мнозинство, што ги предводи, останува целосно посветена на реформите, што ја водат државата напред и го олеснуваат животот на граѓаните. Ви благодарам.